Бришење на македонски јазик и македонски идентитет, промена на формулацијата македонска влада во влада на Република Северна Македонија, да се вметнат протоколите подпишани помеѓу Скопје и Софија. Европратениците денеска дебатираат за контроверзниот извештај за Македонија, во време кога Европската унија тврди дека се залага за човекови права, културна разноликост и почитување на националните идентитети. Обидите за интервенција во извештајот се опасен преседан за европската демократија. Политичките авантури на Османи, Ковачевски и Маричик доживуваат кулминација. Македонија повторно се соочува со сериозни предизвици на патот кон ЕУ. Сервилноста на претходната власт го доведе во прашање нашиот национален идентитет. Председателката Гордана Силјановска-Давкова остро реагираше. Според неа, овие амандмани се уште еден доказ дека во ЕУ постои сериозен проблем со демократијата. Природата, велам, на амандманите покажа дека на вистина не само светот, туку и Европа и Европската унија имаат сериозни проблеми со демократијата. Премиерот Христијан Мицкоски жали што одредени европратеници бришат идентитет на мал народ во Европа, но верува дека има голем број на пратеници кои нема да ги поддржат овие понижувачки амандмани. Жалам што еве во 21. век во Европа има и такви пратеници во Европскиот парламент кои што треба да биде лулка на демократијата, каде што ќе се почитуваат човековите права, идентитетот на еден малуброен народ во Европа, неговиот мајчин јазик нема да биде предмет и нема да биде камен на сопнување, но ете за жал постојат и такви луѓе, но на кое што е важно е дека онаа авантура во 2022 година пред се инспирирана од Бујар Османи, а поддржана од политички незнајковци како што се Ковачевски и Маричич, ете, ја добива својата кулминација. Пред почетокот на пленарната сесија во Европскиот парламент поднесени беа 28 амандмани за извештајот за Македонија. Европратеници од Европската народна партија, од редовите на социјалистите и од либералната групација бараат од извештајот целосно да се отстранат формулациите македонски јазик и идентитет. Покрај тоа, групата европратеници од левицата поднесе амандман со кој се бара официјалната формулација во документот да биде влада на Република Северна Македонија наместо македонска влада, со што се потенцира државното име по преспанскиот договор. Во меѓувреме, бугарските европратеници не отстапуваат од своите барања. Повторно поднесоа амандман во кој се инсистира протоколот меѓу Скопје и Софија да стане дел од извештајот за напредокот на земјава. Со тоа се обидуваат билатералните прашања да ги претворат во услови за европска интеграција. Сите амандмани ќе бидат ставени на гласање утре, кога Европскиот парламент ќе се изјасни за извештајот.